рекламите, време за вестите на Ирис телевизија. Потврден случај на болеста јазлеста кожа во Кочанско. Во Штипско вакцинирањето на добитокот против оваа болест е при крај. И оваа година се појави болеста јазлеста или чвореста кожа. Од Штипската ветеринарна станица информираат за потврден случај во стадо во Кочанско. Од таму велат дека нема место за паника кај сточарите, состојбата се следи. Нема сомнителни случаи на заболени говеда во Штипско. Имаше најава дека болеста се има појавена негде во Кочанско. Бевме малку уплашени и моравме малку поактивно и побрзо да делуваме во делот на општина Карбинци, како не би дошло до појава повторно на болеста и кај нас. Во моментот тече акцијата за вакцинација против оваа болест, која лани им причини голема штета на сточарите. Имунизацијата почна во Лакавичко, каде прво се појавија жариштата, добитокот во овој дел се ревакцинира, а паралелно акцијата тече и во Карбинскиот реон, каде треба да заврши за 3 до 4 дена. Лакавичкиот дел и Штипско се завршени. Во делот на општина Карбинци 95% е веќе завршено, практично ни останало две села. Тоа е селото Кучица во општина Карбинци, каде што денес се работи, ќе ни остане за утре и задутре Кучица и ни останало село Почивало. За вакцинација против болеста јазлеста кожа, Штипската ветеринарна станица доби 7000 дози на вакцини. Може да се случи вакцината да пробие, но не би требало. Били директорот на Штипската ветеринарна станица за тоа колку вакцините 100% може да ја спречат појавата на оваа болест. Болеста чвореста кожа лани се појави во 14 општини. Од април до средината на мај од неа заболеа над 500 грла во државата, од кои најмногу во стадата на сточарите од југоисточниот дел од земјава. Околу 300 говеда беа усмртени. Расте бројот на болни од астма, аерозагадувањето се почеста причина за појава на оваа болест. Штипот бележа 114 години од загинувањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Делегации на општина Штип, Универзитетот Гоце Делчев, институции кои го носат неговото име, арама и представници на политичките партии положија букети цвеќе на спомен релиефот кој се наоѓа на зградата на поранешното училиште, а сега ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев. Во Штипско Ново село денеска се одбележаа 114 години од загинувањето на големиот македонски револуционер Гоце Делчев, кој учителствувал токму во училиштето во Ново село. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев во својот говор истакна дека 4 мај 1903 година е еден од најтажните денови за македонската историја, кога Делчев загинува во селото Баница. Захариев вели се поставува прашањето каков ќе беше текот на Илинденското востание, Балканските војни, доколку Делчев не бил убиен. Но како што рече Захариев, неговите идеали се оствариле со НОП и револуцијата од 1941-45 година. Народното движење доведе до ослободување на Македонија, формиравме слободна македонска држава, формиравме македонски институции, денеска имаме независна држава, но сме пред голем предизвик. А предизвикот е следен. Дали во Македонија македонскиот народ ќе се зачува државата? Дали ќе биде рамноправен како и другите народности кои живеат во државата? Затоа што ако отидете во Албанија, во нивниот парламент и пред нивниот парламент се вее албанското знаме, што е во ред. Ако отидете во Србија, пред српскиот парламент и во српскиот парламент се вее српското знаме. Ако отидете во Република Бугарија, пред нивниот парламент и во парламентот се вее бугарското знаме, нивните национални символи, така треба да биде во македонскиот парламент. Моето разочарување е дека вчера во македонскиот парламент, надвор од секакви законски процедури беше поставено внатре во македонскиот парламент и знамето е на странска држава. Штипскиот градоначалник истакна дека генерациите кои се следбеници на идеалите на Гоце Делчев мора да се борат да ја зачуваат Македонија. Со поезијата на мистичниот турски поет Ахмет Јасеви, денес на Филолошкиот факултет во Штип беше одбележан 4 мај, денот на турската култура и уметност. Турскиот јазик е можна актуелен помеѓу студентите. Годишно на оваа катедра се запишуваат околу 20 на студенти.
Со поетско читање на дело од познатиот турски поет Ахмет Јесеви, денес на Филолошкиот факултет во Штип беше одбележан 4 мај, денот на турската култура. Турската култура представува хетероген збир на различни култури, а истовремено е избир на екстремностите од западната и источната култура, истакна деканката на Филолошкиот факултет Драгана Кузмановска. Во минатиот век токму оваа турска култура претрпе многу промени. Би рекле позитивни затоа што можеме слободно да кажеме дека токму турската култура денес представува еден збир на екстремностите од западната и од источната култура и традиција. Денес турската култура се стреми што повеќе да го придобие, односно белегот на модерна, западна култура, но сепак ги задржува традицијата и верските обележја. УНЕСКО 2016-2017 година ја прогласи за година на Ахмет Јесеви, мистичен поет, чија поезија пишувана уште пред 900 години се уште актуелна. Тој уште пред стотици години преку своите пишани дела порачал луѓето да се сакаат без разлика на која вера и религија припаѓаат, посочи единствениот преведувач на турскиот поет Ахмет Јесеви. Овој голем поетски духовен гени дури и денеска и практично ги одухотворува луѓето во ова време на немири и несогласувања меѓу луѓето. Во одбележување на турската култура беше организирана и дебата, а беше прогласен и победникот за најдобар поетски превод на овој мистичен автор. И навистина е голем успех нашите студенти да преведат мистична поезија од Ахмет Јесеви на македонски јазик. Се надеваме дека овој надпревар, поетски преведувачки надпревар, дека ќе продолжи и во иднина. Катедрата на турски јазик е мощна актуелна помеѓу студентите. Годишно на оваа катедра се запишуваат над 20 на студенти. Универзитетот Гоце Делчев Штип денеска одбележува 30 години од програмата Еразмус и Европската недела на младите. Штипските студенти денеска во рамките на отворениот ден се запознаваат со програмата Еразмус, која им нуди да заминат на некои од познатите европски универзитети и таму да стекнат теорија и пракса. Над 150 штипски студенти во изминатите 5 години биле дел од програмата Еразмус, кој им нуди можност 1 или 2 семестри да посетуваат настава на некои од познатите европски универзитети. А моментално спремаме нови 40 договори каде што студентите од септември ќе може да заминат таму. Исто така би сакала да напоменам новата бројка која што ние како универзитет успеавме да ја склучиме во преходниот период. Имаме нови 100 договори и тоа се нови 100 партнерски универзитети со кои што во иднина ние ќе можеме да работиме. Штипскиот универзитет во моментов работи на 4 Еразмус проекти, а во текот на овој семестар 9 странски студенти стекнуваат знаење и искуство на некои од факултетите на УГД. Стефанова вели дека преку програмата Еразмус 40 странски универзитетски професори во текот на академската година се гости и држат предавања на Штипскиот универзитет. Студентката Златка Митревска од факултетот за информатика истакна дека ги искористила можностите од програмата Еразмус, посетувајќи настава на факултетот во Љубљана во Словенија. За мене Еразмус Плюс представува огромно искуство, пред се практичниот дел од наставата, а секако и теоретскиот дел и запознавањето со информатичките технологии. Им препорачувам на сите студенти на заминат на Еразмус Плюс, бидејќи едно огромно искуство. Советот на млади на општина Штип во рамките на отворените денови на Универзитетот Гоце Делчев ги промовираше и младинските размени, кои се дел од Еразмус програмата. Во текот на летото Советот на млади на општина Штип ќе учествува во организацијата, а при тоа ќе биде партнер организација во младинска размена во Финска, во која што ќе има 4 партнери кои што ќе учествуваат од Република Македонија, од Финска, Шпанија и од Романија. Целта и намената за младинската размена, односно тематиката на истата е преживување во дивина и запознавање со животната околина. Младите од Штип кои ќе заминат во Финска ќе имаат можност да научат и техники како да преживеат во природа.
Во општина Виница се реализираат активности поврзани со Законот за јавна чистота. Општинскиот комунален инспектор Гоце Георгиев апелира граѓаните да ги почитуваат комуналните одредби. Одделението за инспекцијски надзор на општина Виница, комунална инспекција, реализира заеднички активности со полициските служби, а се во врска со узурпирањето на јавните површини. Во почетокот на месец мај, Одделението за инспекцијски надзор заедно со полициска станица од Виница изврши воредни контроли на објектите кои вршат дејност надвор од деловните објекти, односно имаат поставена урбана опрема или друг вид на опрема на јавните површини. Субјектите кои ги немаат регулирано своите обврски околу користењето на јавната површина пред деловните објекти, беа предупредени од страна на инспекцијата и полициските службеници, се разбира секој во нивниот домен на работа, и се задолжија во определен временски рок да ги прибават одобренијата издадени од страна на општината за користењето на јавната површина пред деловниот објект. Во спротивно, истите по одминувањето на овој рок ќе бидат санкционирани. Инспекцијскиот надзор се врши како во градот Виница, така и низ населените места, а граѓаните се опоменуваат за тоа каде и како ги оставаат земјоделските алатки, огревните дрва и така натаму. Инспекцијскиот надзор се врши на јавните површини во градот Виница, како и низ јавните површини на населените места во општината, при што ги предупредува граѓаните и ги поdsеќа на своите законски обврски дека на јавната површина не треба да се оставаат земјоделски алатки и машини, градежни материјали, дрва за огрев и слично. Исто така овој месец согласно месечниот план за работа ќе продолжи акцијата за исклучување на граѓаните кои атмосферската вода од своите домови ги имаат приклучено на фекалната канализација. Акцијата ќе се одвива заедно со представниците од јавното комунално претпријатие Солидарност од Виница. Георгиев нагласува дека во наредниот период за непочитувачите на Законот за јавна чистота, активностите околу казните ќе бидат интензивирани и сите прекршители ќе мораат да платат глобата која е предвидена со законот. Штип меѓу најхуманите градови во државата на полето на крводарителството. Годишно околу 700 млади крводарители стануваат дел од големото хумано семејство, кое може да се пофали со повеќе кратни дарители, кои над 100 пати ја дарувале драгоцената течност да спасат живот. Штип е расадник на млади крводарители. Од Општинската организација на Црвен крст го потврдуваат на горниот тренд на млади хумани луѓе кои стануваат дел од семејството крводарители. Годишно околу 700 крводарители прв пат ја даруваат драгоцената течност. Па чисто да спасиме некој живот. Какво е чувството прв пат да се дарува крв? Убаво. И порачате ли на другите да даруваат крв? Па да, на сите млади. Сепак Штип како град може да се пофали со членови на Црвен крст, повеќе кратни дарители, кои хуманоста на дело ја покажале со над 100 пати дарување на крв да спасат живот. Имаме некаде околу 7-8 лица кои што се со над 100 пати дарена крв. Лани Штипската организација на Црвен крст се најде на 5-то место во државата по бројот на реализирани крвни единици. Ова е резултат на новата евиденција на крводарители кои, иако даруваат крв во Штип, се евидентираат од општините од каде доаѓаат. Оваа година Црвен крст реализираше 10 крводарителски акции во кои се собраа над 800 крвни единици. 5% од популацијата во државата страда од асма. Бројките на клиниката за пулмологија и Штипскиот центар за асма укажуваат дека бројот на ново заболени е во постојан раст. Како една од најчестите причини за појавата на асмата, лекарите го посочуваат аерозагадувањето. Во постојан пораст е бројот на заболени од астма во државата. Само во првите 4 месеци од оваа година бројот на заболени достигнал 1521, за разлика од лани, кога во целата година имало 4200 заболени. Се претпоставува дека до 2025 година над 100 милиони луѓе во светот ќе бидат заболени од астма. Ништо поразлична не е сликата и во Штипскиот центар за астма. Речиси 70% од прегледаните боледуваат од оваа болест. Нашата држава, како држава, 6 до 7% од вкупниот број на населението боледува од астма. Било да се работи од алергична или неалергична астма. До 2025 година се очекува околу 100 милиони жители да заболат од астма. Значи болест која што е во подем.
Астмата е хронично респираторно заболување, кој се карактеризира со сува кашлица, свирење во градите, отежнато дишење и диспнеа. Аерозагадувањето се почесто е причина за астматичните напади и токму годинава, под мотото подобар воздух за подобро дишење, се одбележува Светскиот ден за борба против астмата. Се почеста мета се и децата. Астмата е причините за развој на подемот на астмата во светот, во светски рамки и кај нас во нашата држава, всушност представува се поголемото загадување, индустријско загадување. Алергичната астма е во подем, посебно кај детската популација, меѓутоа исто така и кај возрастната популација. Начинот на живот, пестицидите, прскањето, значи на храната што ја внесуваат пациентите, а воедно и на алергените кои што ги има во природата. Астмата е болест која не се лекува, но со редовно земање на терапијата препишана од специјалист може да се контролира. Статистиките на клиниката за пулмологија и алергологија во Скопје укажуваат дека бројот на амбулантски прегледи е изголемен, а е намален процентот на хоспитализирани пациенти. Јавното предпријатие Стипион 2011 ги реализира планираните активности за поправка и реконструкција на градските тротоари. Исто така се работи на поправките и обновувањето на јавното осветлување. Екипите на јавното предпријатие Стипион 2011 интензивно работат на уредувањето на тротоарите низ градот. Се поправаат оштетените тротоари, а некои се реконструираат. По завршувањето на активностите во населбата Сењак, јавното предпријатие Стипион 2011 работи во централното градско подрачје. Работиме на улица Генерал Михаил Апостолски, на еден мал крак од улицата Љубен Иванов до паркингот кај судот, за да можеме да го средиме од десната страна на коловозот, да направиме еден паркинг, убав тротоар, односно да ја пресликаме левата и десната страна. Продолжуваме да работиме и на други локации во градот. Завршивме со пристапната патеката до салата во населба Баби. Значи, направивме врска од училиштето до салата, кој што се надевам дека во овие дени ќе има и свечено отворење нова сала. Исто така Стипион интервенира и на поправката на јавното осветлување. Екипата за јавното осветлување работи на терен. Сакам да ги известам граѓаните дека пред некој известно време, поради оно невреме и оној силен ветер што го имавме доста оштетување што се работеше баш на трафостаниците. Имавме тука некој мал застој затоа што врзани сме со електродистрибуција, па баравме нивна интервенција тука. Полека го воспоставуваме овој систем, интензивно се работи на промена на селичните места. Иванов нагласува дека граѓаните во врска со јавното осветлување можат да се јават на службениот телефон 032 393 878 и да го кажат проблемот, а јавното предпријатие Стипион 2011 експресно ќе интервенира по однос на нивното барање. Екипите на Брегалница и на Вардар одиграа возбудлив и драматичен надпревар пун со пресврди, за да на крајот заврши миролюбиво и неречено со резултат 3:3. Играчите на Брегалница беа на правот да голема победа против ожиме новиот шампион на Македонија Скопски Вардар. Од негатива 0:2 тие направија вистински пресврт и го свртеа резултатот на 3:2. Но слича како и во Кратово, кога во судиското продолжение примија 2 гола и загубија. Брегалница сега прими гол во последните секунди за резултат 3:3 и за нерешено. Стрелце на головите за Брегалница беа Ристен Умов, кој постигне 1, и капитенот Горан Здравков, кој постигне 2 гола од пенали. За Вардар стрелци беа Велковски, Блажевски од пенал и Джигаури. Еве ги комплетните резултати од ова 31 коло. Ренова Шкупје 2:1, Работнички Пелиштер 1:1, Македонија Ѓорче Петров Силекс 0:1, Брегалница Вардар 3:3 и победа Шкендија 1:0. Табела Вардар е прв со 72 бода, втора е Шкендија кој има 59, трето место Работнички 49, четвртото и петото место го делат Пелиштер и Ренова со по 45 бодови.
шесто место Силекс 42, седми е Шкупи со 33, на осмото место Победа има 29, девето место Брегалница 21 и на последното 10-то место екипата на Македонија Ѓорче Петров со 19 освоени бодови. Двајца надпреварувачи на кикбокс клубот Гладиаторот Штип ќе настапат на Балканскиот Опен клуб Тешан 2017, што ќе се одржи на 5 и 6 мај во Босна и Херцеговина. Јована Арсова и Никола Нацев ќе бидат двајцата представници на кикбокс клубот Гладиаторот Штип, кои под раководство на тренерот Кирил Нацев ќе настапат на Балканскиот Опен клуб Тешан 2017. Јована Арсова во својата дисциплина ќе има тешка задача од едноставна причина што ќе брани титулата балкански шампион и сите ќе сакаат да прикажат добра борба токму против неа. Вториот представник на Гладиатор Никола Нацев неодамна стана државен првак во својата дисциплина и ќе има тешка задача, бидејќи го очекува мощна тешка борба во силна конкуренција. Балканскиот Опен клуб 2017 ќе се одржи на 5 и 6 мај во градчето Тешан во Босна и Херцеговина. Со последните информации од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да не посетите на социјалните мрежи. Пријатно! Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали, Спорт клуб 1, 2 и 3 и HD канали без доплата. Вклучете 4